разговорот во живо со говорникот, тоа е Никола Бесинов, кој што во петокот одбележа 50 години јубилеј бавење со ракометот, 15 години како ракометар и 35 години како тренер. Никола, добар ден. Добар ден за вас и за вашите гледачи. Одбележавте редок јубилеј, посветеност на ракометот 50 години. Првото прашање, можевте да избирате многу спортови, се решивте за ракометот. Зошто? Овака, мојата прва љубов како на сите деца беше фудбалот, меѓутоа после кратко време веројатно видов некоја симпатија кон ракометот и почнав со него од далечната 73 година. Еве до денеска, тоа е точно 50 години. Ракометот е посебна игра која навистина го развива и телото и посебно духот, го челичи карактерот и најверојатно заради тоа ми остави впечаток и останав половина век да се бавам со неа. Прво почнав како играч во мојот матичен клуб Борец, потоа како што обично бива у спортот, нели доколку се искаже некој посебен афинитет и квалитет се развитокот како играч се оди во нагорна линија. И тогаш таа година ние излеговме од втора Југословенска лига и јас премина во 79 година во Тутунски комбинат од Прилеп, каде што поминав 2 години. Со Тутунски бевме во врвот на тој наш ракомет, да речем југословенски, кој патем речено до 91 година, морам да кажем, југословенскиот ракомет беше број 1 во светот, како што сега е германскиот, како што е сега шпанскиот. Јас играв во таа втора Југословенска лига, кога ние немавме прволигаш, југословенски прволигаш, и 81 година Пелистер го правеше првиот поход кон првата Југословенска лига и во таа прилика истата година се одржи и трофејот на Југославија и во таа прилика се формираше, репрезентацијата на Македонија се формираше во случајни наврати, да речам, кога се одржуваат тие трофеи на републиките. И во таа пригода се формира исто репрезентација на Југославија за трофеот, да биде учесник на трофеот на Југославија. И после тоа Пелистер се застели со двајца југословенски репрезентативци од Сарајево Желеничар и единствен од Македонија бев јас за селување за Пелистер. Таа година 81-82 атакувавме на првата Југословенска лига, тоа се случија за жал нечесни работи во спортот, не успеавме. А бидејќи јас бев врзан тука со работно место во Велес, работе во Нова Македонија, повторно се дојдов малку поблиску, да речем, во Прилеп и следните 4 години ги одиграв во Прилеп. Моја некоја сатисфакција, ако го споделам мислењето и впечатокот на љубителите во Прилеп, дека периодот кога поминав тие, да речем, со прекин една година во Пелистер, дека тоа беше најуспешниот период во прилепскиот ракомет. Дали влијаеше тоа што да почнете со ракомет, што златните времења на Велес на ракометот кога жареше и палеше низ Југославија? Дали можеби тоа беше решавачко 68, 69, 70 година? Апсолутно секако, заради тоа што јас уште како дете се сеќавам кога живеев кај општината, кога нашите ракометари ги играат тие квалификациони надпревари, беа во карантин во интернатот и тука поминуваа пред мојата куќа. И така ми остана некое вдахновение, како да речем, некоја инспирација, некој предизвик да ги наследам и тоа најверојатно беше причината да почнам да се бавам со ракомет. Меѓутоа, па и за тогашни прилики, јас малку покасно почнав да се бавам со ракометот, а веројатно мојата упорност и отсуството, односно никакво отсуство за време од 20 годишна кариера што играв, не отсуствував ни единствен тренинг, придонесе да напредувам, дури со својот квалитет стигнав да играм за репрезентацијата на Македонија. И која позиција, на кое место игравте и сега ракометарите, сите спортисти се препознаваат по бројката која што носат на грбот. Имавте ли ваша бројка? Да, јас носев број 10 и тука во Велес и во Тутунски комбинат и во Пелистер. И ми беше драго на опроштаниот надпревар во Велес, кога играв се погоди токму со Тутунски, заради тоа што после играњето во Прилеп јас повторно се вратив во мојот матичен клуб и ми поклонија дрес со број 10 и истото се случи во петокот кога луѓето од Прилеп ми испочитуваа и другите поклони, мислам, благодарност, меѓутоа ми донесоа дрес со Тутком со број 10. На која позиција игравте?
Играв десен бек и играв пивот. Во репрезентација бев земен Иво Пелистер и во репрезентација играв на позиција пивот. Меѓутоа после тоа во враќањето овде повторно играв бек. Местото е специфично каде што предност има левата рака, јас бев играв со лева рака и затоа во такви беа околностите јас во мојот матичен клуб играв на тоа место на позиција на десен бек. Само да подсетиме, вие бевте дел од генерацијата каде што беа Тарков, постариот Петре, така беше? Потоа Зоран Виларов, Томе Стојановски, таа генерација. Откако завршивте со активно бавење со ракомет како играч, отидовте како тренер и создававте многу генерации. Сега сте тренер или собственик на клубот РК Бесинов, кој што се направил во првата лига. Какви се вашите желби, аспирации, амбиции? Овака, точно е тоа дека припаѓав на таа генерација, на генерацијата на, да го спомнам, Тутарков и сите други што вие ги спомнавте. И во оваа прилика сакам да го изразам моето големо жалење што тој прерано не напушти пред 2 години и искрено жалам, се работеше за прекрасен човек и врвен спортист. После тоа, уште додека играв, значи имав желба да работам со млади играчи и да работам како тренер. И последната 92-93 година со намера во Неготино да бидам како тренер, па сакајки да бидам тренер, ајде изиграв уште една година и се надевам дека дадов допринос во влегувањето на Поврдарие во Суперлигата на Македонија. После тоа 93 година, значи званично ја завршив мојата 20 годишна кариера, меѓутоа и во тие последни години од мојата играчка кариера јас работев со млади играчи. Таа 93 година во нашиот град се појави спонзор кој имаше големи амбиции и ме повика, веројатно раководејќи се од мојот авторитет како играч или веројатно како личност, ме повика да работам за клубот како спортски директор. Јас упорно инсистирав да бидам тренер во клубот, не рече овака имаме ние планови, ќе донесеме тренери од странство и така се случи, ја прифатив поканата, меѓутоа за сите тие години, тоа е од 93 до 96 година, не прекинав да работам со млади играчи и тоа навистина беше една еуфорија и борец во самостојна Македонија ги постигна навистина врвните резултати. 94 година го освоивме купот, 95 година го освоивме првенството, игравме во купот на европските купови со екипата на Архелаос од Грција и со Каустик од Волгоград. А следната година кога го освоивме првенството, во купот на европските шампиони игравме со Динамо Букурешт во еден маестрален двомеч, да речам, ги победивме, ги поминавме во следното коло. Во следното наидовме на актуелниот европски првак Алгоријага од Бидасоа и двата надпревари ги изиграме таму и навистина достоинствено се простивме од купот на европските шампиони. Тоа беа тие едни блескави години, да речем, во историјата на велешкиот ракомет. На оваа ревијална надпревар видов неколку ракометари кои што вие сте ги тренирали, сте уставно кажано реален мината ракометна кариера. Тоа беше Дарко Димитриевски, тоа беше Костадин Петров. Има ли материјали сте за други? Дали има доволно велешани млади? И до сега тие двајца што ги споменавте, Дарко и Коки Петров, тука е Дејан Манасков, брат му Мартин Манасков, Ивица Илиев, Тоше Ончев, Мартин Димов, мислам ги имам плејада кои низ мојата макотрпна и верувам стручна работа, резултатот покажува дека сепак е стручна. Излегоа плејада играчи кои денес играат во домашните клубови и во странство за репрезентацијата на Македонија играат. И едноставно тоа ми даваше мотив да истрајам вие сите целокупно 50 години, меѓутоа посебно во мојот тренажен процес. Добро, бидејќи временските услови не се на наша страна, јас се надевам дека следниот разговор ќе биде кога РК Бесинов ќе влезе во Суперлига. Па се надеваме, јас да ви кажам низ овие, особено последните 20 години морам да кажам дека нашиот велешки ракомет па буквално 90% екзистира со играчи од мојата школа. И на два пати јас оставав цели генерации во клубот, меѓутоа од да не речем непознати причини, причините се познати, факторот е човечки, никој не остануваше од тие играчи во клубот
Тоа последен пат се случи 2019 година, цела моја гарнитура 12 играчи ги пререгистрирав за клубот само и само да не се распадне, и таа година одиграв 31 надпревар во името на клубот. И после 2 години, 2021 година, колегата Васко Василев со истата генерација, со 1-20 со додаток, играше во финале на младинското првенство на Македонија и после тоа не остана ништо во клубот. И затоа се одлучив на овој потек, благодарение на сега нашиот клуб се вика РК Бисинов Фруитленд. Спонзорот Жарко Ѓошевски се стави на располагање да како да речем, да поведеме малку посилна иницијатива, да се обидеме, само да се вратим дел од играчите кои испаднале од мојата школа. Еве го прв е Ивица Илиев, можам да кажам бисерот на мојата работа, кој последниве 10 години, 5 години е голгетер на Суперлигата, се врати со цел да направиме нешто, да влеземе во Суперлига, малку да го заживееме спортот во градот, ракометот конкретно, да го вратиме на некои стари патеки.